Викендов на сила треба да стапи законот за нефер трговски практики, а со него се опфатени околу 2.500 производи на кои профитната маржа не смее да им биде поголема од 10%. Со негова примена, според очекувањата, трајно треба да се стави ред во хаосот со цените. Што за ова мислат граѓаните? Може јаки инспекции да се пуштат и на прехранбените и на зеленчуците. Не може. Може. Оти? Не гледаш што е. Ово, тие баршимо тук. Кој како му текне така. Овие кажат се намали, они не намалуват. Па може да се стави ред. Ако се донесе да се намалат повеќе центи, не по динар. Што е тоа динар да намали? Дека го има тоа? Колку? 5 динара нека намалат, 10 нека намалат. Може да се намалат у секоја доба. Со 50%, 10%, 20%. Па со инспекции може контрола да се врши. Со законот, покрај ограничена работа, трговците нема да смеат да наплаќаат дополнителни трошоци за маркетинг, репрезентација, како и за истакнување одреден производ на полица. Во практика, тоа ќе значи дека маркетите ќе треба да стават нови цени на сите продукти од листата. Во спротивно, казните се следниве. Во зависност од тежината и значењето на прекршувањето, законот предвидува казни за најтежок прекршок и полесни прекршоци. Највисокиот износ на казна за најтежок прекршок може да изнесува до 20.000 евра за голем трговец и од 350 до 500 евра за одговорното лице во правното лице кое е голем трговец. Казните за полесни прекршоци зависат од тоа дали прекршокот го сторил правно или физичко лице. Највисокиот износ на казната за полесен прекршок што може да се изрече во постапка е 5.000 до 6.000 евра за голем трговец и 350 до 500 евра за одговорното лице во правното лице кој е голем трговец. Паралелно од вторникот, пак на сила е одлуката на владата за ограничување на маржата за околу 70 на производи, кои се најдува на листата на есенската кошница. Низиното спроведување го контролира Државниот пазарен инспекторат.